Гледате 360 степени на МРТ1, вечерва од зградата на владата, каде на серија актуелни теми разговарам со премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски. Премиер Ковачевски, благодарам што сте дел од 360 степени. Благодарам на поканата, Васко. Целото општество денувиве живее со траумата од двојното убиство на 14-годишната Вања Ѓорчевска и на 74-годишниот Панче Жежовски. Во изјавата по лидерската средба во понеделникот ја поздравивте, како рековте, интензивната работа на МВР и јавното обвинителство и, како што рековте, целосното расветлување на случајот. Наспроти ова, од ВМРО ДПМН деновиве доаѓаат обвинувања за тоа дека истрагата доцнела. Особено го нагласуваат прашањето зошто не се трагало по возилото на Панче, кој исчезнал на 22 ноември, што е 5 дена по денот кога е грабната и убиена Вања. Имате ли вие детален увид во истрагата за самиот да носите заклучоци? Најпрвен морам да изразам уште еднаш згрозеност од овој монструозен чин кој се случи во нашата држава. И уште еднаш да ја поздравам брзата професионална акција која што ја спроведува Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство, во соработка подосна и со Министерството за внатрешни работи на Србија, Бугарија, Турција и Хрватска, со цел идентификување и приведување на сите сторители на овој грозоморен чин. Кога велите брза, предпоставам тој е одговор на ова што го вели опозицијата, дека имало доцнење во истрагата. Значи, сето она што требаше да биде споделено како факт и како факти го направи Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство. И вие самите бевте сведоци и целата македонска јавност за деталите во кои што и министерот и обвинителот објаснија за информациите кои што ги имаат добиено во текот на истрагата и за се она што беше направено со цел идентификување на местото каде што се наоѓа и последното лице кое што практично според она што го кажуваат е и организатор и извршител на овој грозоморен чин. А Министерството за правда веќе информираше дека ги подготвува сите потребни документи за правење на најбрза можна екстрадиција од Турција во Македонија. Знаете што ве прашав? Што се однесува по колата од 22 до 27? Ме прашавте уште една работа во однос на увид во истрагата. Да, ве прашав. Увид во истрага и во предистрага имаат оние кои што согласно закон тоа го прават. Тоа се Министерството за внатрешни работи, соодветните оддели, Интерпол и јавното обвинителство. Во ваков случај би предпоставил дека премиерот се интересира кај министерот за внатрешни работи и сака да знае детали. Доколку го погледнете законот за влада, тогаш таму се јасно наведени одговорностите, обврските и ингеренциите на влада и на председателот на влада. Председателот на влада се информира од своите колеги, министри, во однос на статусот на темите кои што се во нивна надлежност. Меѓутоа не учествува во работата оперативна која што ја извршуваат стручни и професионални лица. Има ли основа од тоа што го знаете да се сомневате дека доцнела истрагата? Јас изразувам уште еднаш благодарност за професионалноста со која што професионалците од Министерството за внатрешни работи, начело со нивните раководители, ја имаат спроведено целата постапка. Што се однесува до ставовите на ВМРО ДПМН и на други политички партии, кои што сакаат овој грозоморен чин да го искористат за политички цели, како што тоа впрочем го правеле и со други теми во минатото, сметам дека е апсолутно несоодветно, дека на таков начин се нанесува штета и на истрагата, меѓутоа и на семејствата на трагично починатите. И, како што кажав и денес на пресконференцијата, доколку било кој, вклучително и председатели на политички партии, имаат било какви информации во однос на случајот и во однос на истрагата, треба веднаш да ги споделат со обвинителството, бидејќи во спротивно, прикривање на докази
и кривично дело. Дали за вас се јасни мотивите за грабнувањето и убиството на Вања? Ако тоа било изнуда на пари, зошто не се побарани парите? Односно, зошто Вања е убиена само 2 часа откако е грабната? Гледате, вие сега барате од мене да одговорам на прашања кои што се во исклучителна надлежност на истражните и на обвинителските органи. Тоа сигурно дека ќе бидат прашања кои ќе бидат одговорени откако ќе бидат сослушани сите инволвирани во овој случај и врз основа на сите факти повторно ќе може и обвинителот да излезе, бидејќи сега целата документација и сите доказни материјали веќе се предадени во обвинителството, кои што ќе можат да излезат подоцна кога ќе бидат подготвени обвинителните акти, бидејќи сега се кривични дела поднесени од страна на Министерството за внатрешни работи, во кои што ќе бидат опишани и мотивите и целиот случај во детали, така како што ќе дојде истрагата. За следното прашање мислам дека сте повикан да одговорите, а тоа е чиј е Љупчо Палевски Палчо? Тоа е една од темите за кои што гледаме обиди за докажување на јавна сцена овие денови. Од ВМРО ДПМН велат дека, ќе ги цитирам, власта на СДСМ водена од партиски интереси негувала монструозен лик како Палевски кој прераснал во Франкенштајн. Од друга страна го видовме Мицковски како не одговара на прашање зошто се среќал со Палевски и што разговарал на тие средби. Така што, чија креација е креатурата Палевски? Видите, јас не знам чија креација е Палевски, меѓутоа едно ќе ви кажам. Кој на мене ми правеше гилјотина минатата година во јули пред собрание? Кој на мене ми правеше јавно судење минатата година тука пред влада? Кој организираше фрлање на молотови коктели врз Министерството за надворешни работи? Кој ја организираше толпата која што сакаше да влезе во зградата на владата при усвојувањето на европскиот предлог? Кои луѓе беа таму, Васко? Се сеќавате? Се сеќавате дека таму беа и тој Палевски што го спомнувате? Се сеќавате дека таму беше и председателот на Левица? Се сеќавате дека таму беше и председателот на ВМРО ДПМН? Се сеќавате дека таму беа и представници на медиуми? Се сеќавате дека таму беше и еден член на Државна комисија за спречување на дискриминација? Се сеќавате дека јас неколку пати укажував дека има странски агентури кои што го финансираат тоа, а за тоа ќе мора да направите интервју со други лица, не со мене. Например, со представници на безбедносни органи и така натаму. И ако е нечи тој Палевски, тогаш е на тие кои што цела година тоа го организира. Споменувате случаи во кои што има и алузија на кривични дела. Мовар излезе со цела листа на случаи во кои што тој е инкриминиран. Таму до душа фалеше едно, тоа е од мај оваа година, кога во делот медиумите се појавува сегмент од полицискиот билтен во кој што се вели дека Палевски е фатен како носи пиштол за кој што нема дозвола. Зошто не е санкциониран тој човек сите овие години, премиере? Кој, зошто, како е санкциониран и кој зошто не е санкциониран, единствено може да ви дадат одговор истражни и правосудни органи. Бидејќи ние во оваа држава мора да сватиме дека владењето на правото треба да биде врвен приоритет. И владењето на правото треба да важи за секого. За мене е несватливо. Вие да имате минатата година гилјотини на пред собрание, гилјотина ставена пред собрание. Да имате јавни судења тука, молотови коктели, кај се обвиненијата? Знаете што и правеа на мојата малолетна ќерка на TikTok со монтирање на видеа? То се истите тие луѓе, истата таа група. И затоа кога ги прашуваат кога се гледале, не одговараат. Па еве ја ќе ви додадам. Што правил председателот на Либерално-демократска партија, бившиот председател, на состаноци со Љупчо Палевски? Што правил генералниот секретар на Демократски сојуз на состаноци со Љупчо Палевски минатата година? Што правеле? Која е Либерално-демократска партија? Либерално-демократска партија на Македонија, бившиот председател, што правил на состаноци со Љупчо Палевски? Еве ја ве прашувам, испитајте. Чекайте, Жерновски е бившиот председател.
Не е Жирновски бившиот, тој е бивши пред бившиот. Еве јас ви поставам прашање. Што правеле? Амбасадор во Словенија. Што правеле на состаноци? Зашто разговарале? За амбасадор во Словенија зборува. Јас го имам прашано председателот на Франција, Макрон. Дали знае во неговата амбасада во Скопје какви луѓе се примаат на разговори? На кого алудирате, не знам. Еве него го имам прашано. Не, во ред, ама на кого алудирате, кого примаат таму на гости? Мора еднаш истражните и правосудните органи во оваа држава да ги идентификуваат сите кои што работат против интересите на државата, против интересите на институциите на државата, Има една кои што се под влијание на странски агентури, кои што шират хистерија и кои што прават се оваа држава да не може да продолжи во нормален евроинтеграцијски процес. Има една контрадикција, една абсурдност во ова што го зборувате, затоа што и во меѓународни извештаи се вели дека обвинителството и судството се под влијание на извршната власт. И сега вие велите тие да ги откријат, зошто не ги откриле тогаш? Ова зашто Како се зборувате? под влијание на извршната власт? Па има, еве, во извештајот на Европската комисија, например, се вели дека имало недозволено, неприфатливо влијание од надвор врз судскиот совет при промената на Весна Дамева од председателка на судскиот совет. Па еве прашајте ги во судскиот совет, јас сум председател на владата, дали некој од судскиот совет некогаш разговарал со мене? Ма не за вас, не сте само вие влада, не сте само вие извршна власт. Па тогаш има име и презиме одговорноста. Добро, Како ама тоа вие сте- кај ама нас? Вие сте начело Како, на таа, па еве, на таа тој начело пирамида. не разговарал со никого. Добро, ама тие под вас разговара. Дали членови на судски совет или председатели на други судски инстанции во текот на изминатиот период кажуваа дека имале притисок? Кажуваа, така? Па што не кажат од кого имале притисок? Зошто не кажуваа. кажат од кого имаат? Ма зошто не кажат од кого имаат притисок? Да не имаат и од генералниот секретар на вашата партија. Не знам, ќе прашате. Не верувам. Меѓутоа мора да прашате. Секој човек одговара за своите на прашањата кои што му се поставуваат. Вие големите партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, знаете со црни пари да храните, да одржувате параполитички, парамедиумски структури кои потоа еве вака се случува да се претворат во монструми од кои страда целото општество. Зошто не прекине таа пракса, премиер? Гледайте, прво, јас можам да ви кажам за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како сега функционира. Тоа е една исклучително транспарентна партија во делот на своето финансирање. Вие сте представник на медиумите, знаете дека немате ниту елементарен контакт во однос на уредување на вашата емисија или во однос на поставување на било какво прашање. Тоа може да го прашате било кој уредник, на било кој медиум во државата, можете да го прашате било кој новинар кој што доаѓа на моите пресконференции или на пресконференциите на министрите кои што се дел од оваа влада, а произлегуваат од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Така да, тоа не е пракса која што ја имате во однос на, како вие ги нарекувате, пара медиуми и така натаму. Меѓутоа, веќе ве прашам уште нешто. Вие имате луѓе кои се представуваат како новинари и кои што преку социјални медиуми со месеци шират невистини, например за председател на влада. И никој не реагира на тоа. Никој не реагира. Треба правосудните органи да реагираат. Имаше еден таков медиум кој што реагира, така? Добро. Кога реагира? Кога беа они засегнати? Ама и таму очекувавме многу повеќе одговори, до сега не ги видовме. Од кого очекувавте? Од обвинителството. Па таму ќе прашате. Погледнете го бројот на интервјуа кои што се прават во државата. Колку пати имате интервјуа со мене, колку пати имате интервјуа со министри, а колку пати имате интервјуа со другите власти во државата. Ние забораваме дека во државата има поделена власт. Извршна власт, владата, законодавна собрание и судска власт. Посебна власт. Вие постојано прашањата за судската власт ги поставувате до извршната власт. Веројатно затоа зашто ние сме потранспарентни, подостапни и затоа зашто веројатно сме повеќе под рефлекторите на јавноста, бидејќи сите сакаат да идентификуваат Затоа што и од- извршната власт
како одговорна за се. Затоа што и од обвинителството и од судството доаѓаат изјави дека имаат притисоци. Еве, председателката на Врховен суд излезе со интервју во кое што рече дека има притисоци од политиката. И Па еве и што сега ќе разреши судскиот совет. И тоа пак по желба, мислам дека на политиката. Ама види, вие Што е мислите по трагично, желба на Што политиката. е трагично. Па прашајте ги во судскиот совет. Ги прашавме. И што ви кажа? Па се кријат за тајноста на постапката на Јас не можам да знам закон. какви се постапките во судскиот совет. Како може да знае некој кој што не учествува во постапка, не учествува во телото и нема ингеренција врз телото? Извршната власт има дел од членовите се избрани од собранието. Таму доминираат политичките партии. Вашата партија е една од партиите на власт. Така, вие учествувате во изборот на луѓето кои што седат таму. Јас колку што видов, таму имаше членови кои што даваа оставки, членови кои што го напуштаа судскиот совет, по различни основи според нивни изјави. Меѓутоа, можам да ве уверам дека судската власт во државата е оставена независно да ги Ама од носи вас е своите оставена, одлуки. тоа не значи И секогаш, дека, јас ама тоа секогаш не значи повторувам. дека други центри И не влијаат. Јас секогаш повторувам дека никогаш не можете да генерализирате за одредена институционална поставеност каква е. Секогаш одговорноста има име и презиме. Погледнете го и овој грозоморен случај. И тој има име и презиме на извршителите. За се треба да има одговорност. Погледнете го Европскиот парламент. Европскиот парламент беше вовлечен во местење на тоа кој ќе го добие светското првенство во фудбал, така? Па ти идентификуваа кои биле вовлечени со име и презиме и отворија истрага. Никој не вели Европскиот парламент во целост, точно кажа. Тој човек од Европски парламент, тој човек од Европски парламент, тој човек од Европски парламент. Така е. А така треба да биде и кај нас. Судијата Енвер Беџети го чуваше во фиока 9 месеци таргет тврдина, заврши со 20% на плата наместо да биде разрешен. Од кого? Од членовите на судскиот совет кои што дел ги бира и СДСМ. Членовите на судскиот совет се членови на судски совет со сите обврски, одговорности кои што им следуваат. Тие се избрани во собрание. Не може да ги избере само СДСМ или само било која друга политичка партија. Од СДСМ. Не може да ги изберат само пратеници од СДСМ. Затоа што СДСМ води коалициона влада. Бројот на пратеници на СДСМ не е 61. Бројот на пратеници кои што се од СДСМ е 31. И има коалициони партнери до 65. Затоа изборот е направен со мнозинство на пратеници. Вие не можете да кажете дека една политичка партија избрала. И кога ќе биде избран некој кој ќе добие честа да биде избран на одредена функција, тогаш тој треба да работи согласно закон и согласно одговорностите и обврските кои што ги има со целосен интегритет за обавување на функцијата. Добро, Тоа сакам да го кажам можеме јас. И затоа не сакам да генерализирам на институционално ниво дали е нешто комплетно добро или комплетно лошо. Добро, избори. Бидејќи ние имаме и квалитетни суди и квалитетни обвинители, како што во секоја бранша има квалитетни, помалку квалитетни и некои кои што не ја извршуваат својата работа. Ќе видиме сега, го чекаме извештајот на оценската мисија НЕУ, па веројатно ќе има работа. Па го чекаме и извештајот на оценската мисија, го чекаме и финалниот извештај од скринингот. Целиот тој процес на нас ќе ни помогне точно да ги идентификуваме елементите и аспектите кои што ќе треба да се унапредат. Затоа европските интеграции се значени за државата. И сите оние кои што се против европски интеграции сакаат статус кво во државата. И на крај ќе дојдеме до тоа дека пак од владата ќе треба да произлезат решенијата за тоа како да се решава состојбата во судскиот совет. Ако треба и ќе се направат, ако треба и ќе се направат законски измени, меѓутоа Васко, ние мора да знаеме. 3 пати во Македонија е менуван системот на изборот на суди. 3 системски решенија се правени. Ги бираше парламент, се сеќавате? Па ајде не парламент, сега ќе ги бира судски совет. Па ајде сега не само судски совет, туку ќе се прави и академија за суди и обвинители. И гледате како е секој конкурс за суди и обвинители што се случува. Добро. Се тоа реформи, дел и експерименти кои што никаде ги нема, кои што се правени тука. Се префрламе на тема избори. Долго зборувавте дека в година ќе има
прво председателски, па потоа парламентарни избори. Сега се согласивте на двојни избори во ист термин. Зошто? Што ве премисли? Не е така. Прво, јас долго време зборував дека ќе има редовни избори во државата. И ќе има редовни избори. Прво председателски, па парламентарни. И Знаев дека така ќе ми одговорите, еве си обезбедив изјава од 5 април 2023 година, избори ќе има во 2024, на тие избори прво на председателските ќе победи кандидатот предложен на СДСМ, а потоа на парламентарните ќе победи Социјалдемократскиот сојуз, ќе формираме влада. Така е, и уште стојам на таа изјава. Со оглед на тоа дека опозицијата од првиот ден кога станав председател на владата, зборуваше дека ќе има предвремени избори. Прво беа во март, па беа во септември, па беа во декември, па беа пак во март и 2 години. Затоа сте во право, но ве прашувам за друго. Сепак вашата стратегија беше друга. Инаку да, точно е, вие додржавте и ќе има редовни избори. Ќе има редовни избори. И председателски и И парламентарни. ќе има редовни избори после 17 години во државата. Зошто мора постојано да е вонредна ситуација во државата? Ние сме земја членка на НАТО, земја која преговара со Европската унија, земја која председава со ОПСЕ, земја во која се водат преговори помеѓу други држави, а порано ние сме биле тема на преговори. Зошто да биде вонредна ситуација? Ние сме заслужили граѓаните да имаме редовни избори во редовни термини. Оваа година имаме во иста година и парламентарни и председателски избори. Со оглед на тоа дека јасно покажуваат граѓаните дека не сакаат чести избори, дека тоа секогаш им беше наметнувано од политичарите, односно од една политичка партија, бидејќи вие се сеќавате избори во Македонија се закажуваа по аеродроми. 2008 година избори на аеродром беа закажани. Второ, финансискиот аспект. Одвоени избори чинат 16 милиони евра. Ако вториот круг на председателските избори е во исти ден со парламентарните избори, се засредуваат 4 милиони евра. Тие може да бидат искористени за други потреби на граѓаните. Тоа беа аргументи на Мицкоски. Тоа се реални аргументи кои што јас ви ги кажувам и ги имам кажано и до сега. Јавната администрација, учеството во изборите, едно учество, односно во 2 круга се одвива. Потоа, согласно нашиот изборен законник, кај нас кога има избори се застанува. 6 месеци треба да застане државата. И затоа ние ги анализиравме тие елементи. Јас повикав на широка дискусија помеѓу партиите, не во формат 4 партии да седнат, туку сите парламентарни партии. Вие гледате дека лидерските средби кои што јас ги закажувам се секогаш во таков формат, бидејќи секој треба да го каже своето мислење. Речи си едногласно со неколку помали случоци, не зборам од големината на партиите, меѓутоа по број, сите беа да имаме избори на 24 април и 8 мај. И да бидат, се разбира, редовни. При тоа се разговараше и за изборниот закон, за кој што исто така веќе се имплементирани препораките на ОПСЕ ОДИХР и е договорено да биде доставен предлогот до координаторите на пратеничките групи, кои што ќе го предложат до собранието на пленарна седница, за да биде и тоа изгласано во рок од 6 месеци до изборите, бидејќи во таков рок се наоѓаме. Не можеме само ВМРО ДПМН да ја посочуваме како партија која што инсистирала и во нејзино време се организирале предвремени избори, бидејќи 2020 и СДСМ отиде на предвремени избори. Кој ги бараше? Не ги бараше СДСМ? Ги бара заради математики околу референдумот, ВМРО ДПМН. Ама и сега ви Па како остана техничката влада? Ама и сега ви бара, зошто не им дадовте предвремени избори? Затоа зашто сметам дека треба да има редовни избори. Ама сепак, значи... И граѓаните сметаат дека треба да има редовни избори, и вие сметате дека треба да има редовни избори. Сепак имало предвремени во времето на СДСМ, на чија иницијатива, тоа е друго. На крај, кој крена рака во парламентот, сите знаеме. Ова е моето прашање. Која е вашата политичка логика за двојни избори во ист ден? Бидејќи доскоро сметавте дека за вас политички опортуно е сепак прво да се оди на председателски избори, сметајќи дека вашиот председателски кандидат поради поголемиот коалициски капацитет пред се очекувањето дека ќе добие албански гласови може да ја добие изборната трка и така на тие крила потоа да одите на парламентарни избори. Зошто сега ја сменивте таа, да кажам, тој поглед? Воопшто не е сменат тој поглед. Ја прво никогаш не сум бил опортунист, нити пак ќе бидам. И второ, нашиот председателски кандидат и нашата коалиција во било кој случај има поголем и коалициски потенцијал и поголем број на гласови.
Впрочем, погледнете и одлуката на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ние веќе повикавме на формирање на Европски фронт до сите политички партии, невладини организации, активисти, организации, поединци, кои што делат исти вредности со нас без разлика на етничката или идеолошката припадност. Како на вториот круг на претседателските избори, кога ќе се одржат и парламентарни, значи и на парламентарните избори, може да влијае евентуалната поголема разлика во полза на кандидатот на ВМРО ДПМН по првиот круг претседателски избори? На претседателските избори на 24 април победник ќе биде претседателскиот кандидат предложен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата која што се залага за европска интеграција на Северна Македонија. На парламентарните избори на 8 мај и на вториот круг на претседателски избори победник ќе бидат и претседателот предложен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и јас повторно ќе бидам мандатар. Знаете дека и тоа ќе бидат и председател, анкетите во овој момент не го покажуваат. И тоа ќе бидат и председател на државата и влада со кои што Република Северна Македонија ќе стане полноправна членка на Европската унија. Да, за тоа има време. Тоа значи дека вие велите дека За немако тоа два има- мандата уште ќе владеете. Јас ви кажувам дека во следниот мандат ќе биде влезот во Европската унија. Во следниот, во овој сега, од 2024 До 2028 година. Тоа тешко ќе се случи, но да се вратиме на тоа Гледайте, што следува во следниве месеци. Јас минатата година колку пати ме прашуваа дали ќе добиеме преговарачка рамка. И сите беа скептици дека ќе добиеме. Доминантно имаше скептици дека ќе добиеме преговарачка рамка. Јас велев дека сум рационален оптимист. Дека верувам во остварување на целта и работам таа цел да се оствари. И ние добивме преговарачка рамка. Година и пол направивме успешен скрининг процес, кој што завршува оваа недела. Идната недела е Европскиот совет. Заклучоците на Европскиот совет ќе бидат дека Северна Македонија направи успешен скрининг и останува да ги направи уставните измени, што е обврска од преговарачката рамка, и да продолжиме со отварањето на поглавијата. Добро. Ние во Да не биде како 2008 во Букурешт. И тогаш рекоа само уште решете го прашањето за името. И чекавме 10 години. па затоа зашто не го решававме. Па да, така е. Па вие сакате да чекаме уште 10 години? Не, јас не сакам да Па чекам. затоа ќе победиме на избори нашата коалиција и нема да чекаме 10 години. Добро, ќе видиме. Јас Затоа што побарав што имате од другата страна? Вие од другата страна имате антиевропска коалиција, ВМРО, ДПМН, Левица и уште некои партии веројатно, кои што не се за европска интеграција на државата. Побарав да ги коментирате анкетите во овој момент кои што не ви се наклонети и кои што не одат во прилог на ова што го зборувате вие. Пред се околу парламентарните избори исходот од нив, дека ќе победи. Гледајте, прво има многу анкети. Дел од тие анкети се, колку што можам да видам по оние кои што ги изработуваат, традиционално нарачани од политички партии. Дел од анкетите и сите ги сметам за добар извор на информации. Меѓутоа, еве ќе ви кажам за анкети кои што беа пред вонредните локални избори минатата година во август и во Маврово Ростуш и во Тетово. Предвидувањата беа дека ВМРО ДПМН ќе извојува огромна победа во Маврово Ростуше. Во Маврово Ростуше ние победивме со разлика колку што гласови имаше кандидатот на коалицијата на ВМРО ДПМН. Во Тетово ни предвидуваа дека ќе сме имале нула советници, дека Левица не знам колку советници ќе имала, не знам ВМРО ДПМН колку советници ќе имале. На крај што се случи? На крај се повтори резултатот од претходните избори, со тоа што не имавме подобар скор, за 400 гласа ќе беше 3-3. Затоа зашто еден од коалиционите партнери реши да проба, ПСЕР, реши да проба како би изделало сам да оди на избори. Парламентарни избори не се што и локални избори во Маврово Ростуш и во Тето. Моето прашање е дали знаете кој ќе биде претседателски кандидат на СДСМ? Прво, СДСМ претседателскиот кандидат го бира низ дефинирана процедура и на извршниот одбор кој што го имавме во неделата, донесовме одлука за отпочнување на постапка за кандидирање на за номинирање
и избор на председателски кандидат кој што ќе биде кандидиран. Процедурата е главно формална. Се Процедурата- знае дека во тесни партиски кругови се Не е договара така. председателскиот Процедурата кандидат. започнува од основните организацијски единици на СДСМ, од местните организации, општинските организации, извршниот одбор, централниот одбор и потоа има конвенција кои што се дефинирани согласно рокови и согласно правилник. Председателскиот кандидат, јас не можам да ја наведувам постапката, бидејќи тоа би било комплетно некоректно, со оглед на тоа дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е партија со најголем демократски капацитет во државата, впрочем ние председателот на партијата го бираме на непосредни избори, како ниедна друга партија во државата. Меѓутоа, можам да ви го кажам профилот на победничкиот кандидат. Тој е председателски кандидат кој што се залага за европска интеграција на државата. Председателски кандидат кој што се залага за надворешна политика која што е целосно согласена со НАТО, како членка на НАТО, и со надворешната политика на Европската Унија. Председателски кандидат кој што ги почитува меѓународните договори на државата. Председателски кандидат кој што ја почитува преговарачката рамка на државата со Европската Унија. Председателски кандидат за кој што сите граѓани, без разлика на нивната пред се етничка и било која друга припадност, се еднакви пред него. И председателски кандидат кој што има визија за Северна Македонија, полноправна членка на Европската Унија, со економски раст, со врвно владење на демократија и право и социјална сигурност. Тоа е победничкиот кандидат и тоа е профилот на председателски кандидат кој што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе го понуди и кој што ќе треба нормално да ги дели вредностите на нашите коалициони партнери. Дали Стево Пендаровски е некој кој што влегува во овој профил? Стево Пендаровски, ако го анализираме неговото работење во изминатите 5 години веќе, скоро, тој апсолутно ги исполнува овие вредности и затоа и тогаш бил кандидиран, бидејќи председателот Пендаровски беше кандидиран како консензуален кандидат. Ние немој да заборавиме дека тој беше подржан отворено од коалиција в која што вклучуваше и албански партии. Дали овој пат исто така ја разгледувате таа опција, да имате така наречен консензуален кандидат за председател на државата? Нашиот повик кој што го имаме како политичка партија, согласно одлука на извршниот одбор, е токму тоа. И од кого очекувате тој да биде поддржан? Од ДУИ, да, дали и од Алијанса? Од сите политички партии кои што ги делат овие вредности. Имате согласност од ДУИ за таков пристап? Ние нашата покана ја испративме официјално како политичка партија. На пресконференцијата после лидерската средба јас истото тоа го кажав. До мене беа председателите на политичките партии кои што се дел од нашата предизборна коалиција. И тоа представува одлична основа за понатамошни разговори и со партијата ДУИ, и со партијата Алијанса, и со било која друга партија, организација и поединец кој се залага за такви вредности. Бидејќи коалициите се прават на база на вредности, Васко. Вие не можете да правите коалиции на база на интереси. Коалиции на база на интереси ги видовме у Скопје како изгледаат. Коалиции на база на интереси ги видовме во Битолскиот совет како изгледаат. Коалиции на база на интереси ги видовме во Македонска каменица како изгледаат. Да, Па камен на камен не остана од тоа што ВМРО ДПМН правеше такви коалиции за локалните избори. Да, погледнете го градот Скопје. Вредности владење на право и борба Апсолутно против дека е вредност корупција, владење да. на право. И за тоа треба да се Па тоа и го најдете со кажав јас. коалицијските Ќе партнери. се најдеме, како нема да се најдеме. Дали Тоа е нешто што граѓаните го бараат од нас. Па граѓаните како прв приоритет ја истакнуваат својата економска благосостојба, како втор својата социјална сигурност и како трет владењето на правото и зошто не им го демократијата. испорачувате сега? Како не го испорачуваме? Сакате да отидете кај председателот на собрание да видите колку закони се закочени од опозицијата за реформи во правосудството, од плати на судии до еден куп други институционални промени кои што треба да се направат во правосудниот систем. Погледнете го бројот на закони кои што заради активната блокада на опозицијата, наведена во европскиот извештај, ја не верувам дека има држава во светот во која што Европската унија или било која друга унија наведува дека во собранието опозицијата блокира се. Тоа стои јасно во европскиот извештај и оваа година и минатата Таму година. има јасни назнаки и за владата, не е само опозицијата наведена во извештајот на Европската комисија. Сите забелешки кои што се однесуваат на владата се адресирани во соодветни документи и акцијски планови кои што владата ќе ги преземе за подобрување на состојбите. Меѓутоа, факт е
дека во 90% од поглавијата Македонија има усогласеност на соодветно ниво со Европската унија. Јас вчера бев во Брисел, каде што Зборувате за законодавна усогласеност. за законодавна усогласеност, Така. меѓутоа и за институционална усогласеност и извршна усогласеност. Да, ама на ниво Имате на многу области во кои што на ниво на спроведување имаме проблеми. на ниво на спроведување, јас повторно ќе се вратам. Одговорност, функционирање на сите институции согласно своји законски одговорности и обврски. Зборувавме за изборите. Во овој момент, колку сте поблиску до опција да одите на парламентарни избори со заеднички листи на СДСМ и коалицијата, заедно со ДУИ, ја споменувате и Алијанса за албанците, или самостојно СДСМ со помалите традиционални партнери? Тоа е дискусија која што е предмет на анализа. Сепак треба да се направат добри анализи од аспект на емпириски студии, што тоа би значило. Второ, во однос на усогласеност на програми, во однос на усогласеност на вредности. И трето, врз во однос на усогласеност на кадровската понуда која што би одела во една таква ситуација. Така да, во овој момент, многу е тешко да се даде точен, прецизен одговор за тоа која опција би била реална. Но не отфрлате која што, меѓутоа, заеднички листи. Меѓутоа, јас опциите не ги отфрлам, меѓутоа, сепак мора да бидат анализирани. Дали вие лично ќе се кандидирате на изборите? Да, во изборна единица 1. Ќе бидете носител, предпоставам, на изборната листа. Добро, едно прашање. Добивме конкретен одговор во смисла на кадровските решенија. Ме интересира зошто како СДСМ прифаќате да се укине пржинската влада и еве да бидам малку по-конкретен околу мојата теза. Со пржинската влада опозицијата, односно неголемата опозицијска партија, добива министер за внатрешни работи, министер за труд, неколку дополнителни заменик министри во повеќе ресори со врзан потпис со министерот, и тоа, колку и тешко да функционира, сепак придонесува за зголемена доверба во изборниот процес. Зошто сега наеднаш нешто што, да, може би во пракса тешко функционира, ама сепак придонесува за доверба, е на маса за укинување? Првин, најголем комплимент за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и оваа влада е тоа што на маса е укинување на пржинската влада. Зошто? Бидејќи пржинската влада е воведена со меѓународно посредништво на тешки преговори во Пржино и во клубот на пратеници, како резултат и како решение за политичката злоупотреба на државните институции во изборни цели од страна на ВМРО-ДПМН. Одлично. Имаме посведочено како ВМРО-ДПМН победува на избори кои, условно кажано, ги организира СДСМ. Еве, например, последните локални, што е доказ за базична демократска атмосфера во државата. Но немаме посведочено по 2016 година избори на кои што СДСМ како опозиција би победило во услови кога ВМРО-ДПМН е на власт, за еве да бидеме сигурни дека овој механизам кој што придонесува за доверба во изборниот процес треба да го тргнеме. Зошто вие се согласувате? Мислам дека е во интерес ваш, а се разбира и на сите граѓани, овој механизам да остане. Тоа е моето прашање. Гледате, ние уште подолго време нема да видиме како изгледа ВМРО-ДПМН од позиција на власт да спроведува избори, бидејќи на следните избори победничка ќе биде коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Второ, таа дискусија беше отворена токму од страна на опозицијата, меѓутоа мислам дека од други мотиви. Мислам дека мотивот беше, не можам да тврдам, меѓутоа мислам дека мотивот беше дека тие увидоа дека нивното учество во таква пржинска влада досега не им носеше позитивни поени заради лошиот перформанс на не, тие сакаат да ве извадат на чисто и да ве прашаат дали ќе се согласите да не биде кандидат на ДУИ премиер. Тие апсолутно знаат што прават. Тие не сакаат албанец да има премиер. Тие многу убаво знаат што прават. Затоа зашто единствената политика која што ВМРО-ДПМН знае да ја води, тоа е подгревање на национални тензии. Ама Мицкоски вели дека ќе прави по избори коалиција, Со и вели дека ја преферираат. Со кого?
ова коалицијата на партии, опозицијски партии кај албанците. И кои се ставовите, например, на опозицијската партија Беса, на градоначалникот на Тетово? Околу што ќе се договорат? Не, сега... Они имаат изјава сега дека со левица ќе прават, пошто ќе седнали и ќе се договарале за вредности. Сега малку И вредностите се проруски, анти-НАТО, анти-ЕУ и левица се поклонува на гробот на Енвер Ходжа. Тоа ли се вредности на кои ќе се договараат? Движите метата, не, вие рековте тие не сакаат албанец премиер да има, јас за тоа ви реков дека мислам дека не е тоа. Прво, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги почитува своите коалицијски договори. Тоа треба да биде јасно, бидејќи тој договор е јавно соопштен на пресконференција во 2020 година при составувањето на владата. За тоа, кажете ми за пржинска влада, зошто да се укине? Пржинската влада, сметам дека, и јас тоа го имам кажано пред неколку месеци, земја членка на НАТО и земја која што отпочна преговори со Европската Унија. Земја која што председава со ОПСЕ, а ОПСЕ се грижи за спроведување на избори и нивната законитост и демократски принципи на спроведување во цела Европа и пошироко, таа земја да има таков тип на техничка влада каде што никаде нема. Од тој аспект го кажувам тоа. И затоа велам дека нашиот демократски капацитет како резултат на работата на СДСМ доведе до тоа да се дискутира да нема пржинска влада. Меѓутоа, вие не можете да укинете едно такво решение на 6 месеци пред избори. Тоа треба да се разговара, бидејќи таа е консензуално донесена помеѓу најголемите македонски и албански политички партии со меѓународно посредништво. Кога ќе се укинува, пак треба на тој начин да се седне. За да можат сите да се сложат. Немаше согласност за укинување. Добро. Не постоеше на лидерската средба согласност за укинување на вие владата. велите обстанувате на политичкиот договор постигнат 2020 меѓу Заев и Ахмет и вие го прифативте кога станавте премиер и лидер на СДСМ. Тоа би значило дека за да има избор на нова влада на 28 јануари, која што ќе стапи на должност на 28 јануари, вие би требало претходно да поднесете оставка, нов мандатар да го добие мандатот, да предложи влада во собранието и таа да биде избрана. Го знаете датумот кога ќе ја дадете оставката? 100 дена пред изборите. Во истиот ден тоа се ќе се случува. Јас го читам законот. Добро. Бидејќи јас и на лидерската спредба кажав дека јас ќе го испочитувам законот како претседател на влада. Во законот стои дека на 100 дена пред изборите претседателот на владата поднесува оставка. Тоа е 28 јануари. Во исти ден треба да се избере новата влада. Може ли да потврдите дека имате начелен договор дека премиер на техничката влада, односно на пржинската влада ќе биде Талат Џафери, актуелниот претседател на собранието, а дека новиот претседател на собранието ќе го даде Социјалдемократскиот сојуз? Не можам да потврдам таква начелна согласност како што вие велите. Со оглед на тоа дека за таква работа треба да се седне со коалиционите партнери, да се разговара и кога ќе се постигне договор да се соопшти. Меѓутоа, во овој момент, таков договор нема. Дали е логично во услови кога Дуи треба да ја добие премиерската позиција, да ја нема и позицијата претседател на собранието? Гледайте, да, логично би било, меѓутоа ние мора да се држиме до принципите на парламентарната демократија. Мнозинството бира влада, мнозинството бира претседател на собрание. И да ви кажам нешто, мене ми е драго што веќе гледам дека и таа дискусија спласнува. Зошто спласнува? Јас се сеќавам какви драми имаше во Македонија кога претседателот на собранието денешен Талат Џафери стана министер за одбрана чина. Тоа беше најголема драма во општеството. И потоа тој беше министер за одбрана кој што добро ја обавуваше својата функција. Во влада на Груевски. Потоа во влада на Никола Груевски. Потоа каква драма и што се случуваше кога тој беше биран за претседател на собранието. Се сеќавате? Да. Со насилен влез во собрание, со насилство, со пресуди и така натаму. Тој е добар претседател на собранието. Сакате да кажете, се сеќавам, не е лошо да видиме друго, каков премиер ќе биде. Ќе ви кажам и друга споредба. Ај погледнете кој е вице-премиер за економски прашања и министер за финансии.
Ќе ми кажете дека лошо се справија со економската криза? Светска банка вели најдобар пакет во сите земји во регионот. Погледнете го буџетот за една година. Намален буџетски дефицит на 3,4%, намалена инфлација на 3,4%. Фатмир Бесими, Фатмир Бетичи. Сакам да ви кажам, етничка припадност не е професија. Ќе има ли Се работи за луѓе со исклучително високи професионални перформанси, исклучително добро школувани, кои што работеле во меѓународни организации, кои што работеле во меѓународни финансиски институции и кои што во овие 2 години заедно со мене, бидејќи јас пред тоа бев и заменик министер за финансии, поднесовме 11 антикризни буџети. 11. Ќе има прв вице-премиер во техничката влада? Тоа е законско решение. Добро, значи ДУИ ќе има председател на собрание, председател на влада и прв вице-премиер. И ќе се занимаваат со техничко подготвување на изборите. Ме интересира, очекувате пребези на помалите партии кај ВМРО-ДПМН на овие кои што ви се традиционални, јас ги нарекувам коалициски партнери? Ја никогаш не ги делам партиите на помали и на поголеми. Партиите ги делам на побројни и помалку бројни во однос на членството. Меѓутоа, идеолошки, има партии кои што се компатибилни помеѓу себе и има партии кои што не се компатибилни помеѓу себе. И сметам дека овој состав кој што го имаме сега во коалицијата, без разлика на одредени идеолошки разлики помеѓу некои од вие како што ги нарекувате, ајде помали, по број на членство политички партии, сметам дека сепак сите делат исти вредности. Значи, ние тука имаме партија која што има либерален предзнак, зелен предзнак, имаме една идеолошка партија која што од почетокот се залага за Северна Македонија во европски интеграции и низа на други политички партии кои што традиционално и суштински се за европска интеграција и подобар живот за граѓаните кои што имаат етнички презнак. Не очекувате никој да си оди? Јас очекувам дека ако делиме исти вредности, дека ќе одиме заедно на избори. Добро. Ако некој ги сменил своите вредности во меѓувреме, ќе прифатите ли предизборно това соочување со Христијан Мицкоски? Сметам дека сите носители на листи и сите кандидати ќе го искористат своето право да ги презентираат своите програми пред гласачите, односно гледачите на медиумите, така да сосема е нормално дека јас и председателот на ВМРО-ДПМН ќе имаме изборно соочување или изборни соочувања на кои што ќе можеме да разговараме за нашите ставови и погледи во однос на политичката иднина на Северна Македонија. Какви ви се односите со Зоран Заев? Зошто не се сретнавте при вашата последна посета на Струмица со Заев? Па, последната посета во Струмица беше пред 10 дена или пред 7 дена, која што беше дел од владина агенда. Ја таму не бев сам, бев со уште една министерка и уште една заменик министерка, каде што имаме 3 настани, а после тоа веднаш морав да одам во Скопје заради подготовка на самитот на ОПСЕ. Се спрема билатералните средби со со државниот секретар на Соединетите Американски држави, со помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави. Меѓутоа, односите во Социјалдемократскиот сојуз помеѓу сите бивши председатели и носители на функции се коректни, каде што секој може да го каже својот политички став, каде што се почитува секое мислење. Сте чуле, стигнал до вас молбе дека Заев е луд затоа што бил споменат на американската црна листа и дека во таа смисла ве посочува вас како некој кој што може да биде причина за тоа? Не сум чул за такво нешто, меѓутоа можам и да ви одговорам на тоа во однос на санкционирањето на Соединетите. Прво, Зоран Заев не е на црната листа на Соединетите Американски држави. Споменате во образложението за еден црногорски Соединетите Американски бизнесмен. држави тоа го прават согласно своји закони, согласно своји процедури и ниту еден носител на функција во владата, вклучително јас, нити е информиран за постапката, нити е информиран за лицата,
ниту пак е информиран за тајмингот, туку единствено информациите можеме да ги добиеме од соопштенијата на Стейт Департментот и за тоа најдобро ќе ви одговори представник на американската Како го амбасада. коментирате тоа што вице-премиер во владата на СДСМ заврши на црната листа? Кочо Ангјушев. Сериозни обвинувања, како што е наведено во соопштението на Стейт Департментот. Тука мора да посочам уште еднаш дека ние мора да бидеме свесни дека Соединетите американски држави врз основа на информации кои што тие ги имаат, врз основа на постапки кои што нивните институции ги проведуваат, а можете да замислите за сериозноста и за обемот на информации со кои што може да располага едно Министерство за финансии на Соединетите американски држави, ги носат своите одлуки. Меѓутоа, од друга страна, нашите институции исто така треба да си ја работат својата работа. И тие треба во рамки на своите надлежности и во рамки на своите законски можности и капацитети да исто така спроведуваат владење на право во државата. И затоа сметам дека тоа се две поделени, меѓутоа, ајде да кажеме, активности кои што се насочени кон иста цел. Бидејќи Соединетите американски држави се наш стратешки партнер. И затоа и денеска имав новинарско прашање на таа тема. Кажав дека тоа се обвинувања кои што се сериозни. Треба исто така нашите институции да бидат свесни за одговорноста и обврската кои што и тие имаат. Владата веќе презеде чекори во текот на изминатите 2 недели. Веќе се донесени 2 одлуки на владата. Според првата ќе биде променето законодавството во делот на лица кои што се санкционирани од страна на Обединетите нации и Европската унија, ќе се дополни и санкционирани согласно законите на Соединетите американски држави во однос на нивно можно бавење со обавување на извршување на јавни функции. Тоа уставно ли е? Затоа што некој се нашол на американска црна листа да му ограничиме да нема јавна функција дома. Па веќе има законско решение во однос на Европска унија и Обединетите нации. Добро. Веќе има. И второто? А второто е формирана е работна група која што ја предводи вице-премиерката за европски прашања, за добро владење, во која што работна група учествуваат министри од економските ресори, потоа институциите кои што се во надлежност на Министерството за финансии и институции, односно безбедносни служби како Совет одавни, вклучително и министерства кои што се задолжени за критичните области во државата, тука мислам на одбрана и на внатрешни работи, кои што ќе треба да направат промена на законската регулатива во државата со цел да биде адресирано учеството на лица, физички и правни лица, кои што се санкционирани согласно правилата на Европска унија, Обединените нации и Соединетите американски држави во правниот промет во Република Северна Македонија. Добро, со премиер секогаш има многу теми што може да се разговараат. Да, тука ќе го завршиме овој разговор, ќе оставиме нешто и за следните, а избори доаѓаат и сигурно ќе имаме нови шанси за интервјуа. Благодарам за овој разговор. И благодарам на поканата. Вие, почитувани, останете на МРТ1 и до крајот на емисијата одгледајте и новата саботажа. Од мене пријатно, се гледаме в понеделник во 20:15. Цените на возилата рапидно растат, па изборот е премногу стеснет и тешко се наоѓаат такви кои ќе одговорат на барањата на скромниот домашен буџет. Се е навистина толку многу поскапено, што дури ни рента-кар варијантата според математиките не одговара. Само изнајмувањето на колите на автомобилите чини 1 милион евра. Што ме така е, нема зошто да не се верува во податокот. Тогаш не преостанува ништо друго освен нешто да се купи. Па затоа советодавци од најстарата автомобилска индустрија, кои реално имаат увид во состојбата, сметаат дека треба што поскоро да се отвори пазарот и да се види не само што се нуди, туку и кој стои зад понудата.
If they say, I have a better offer, but I'm not going to tell you what it is, you wouldn't buy a car from that person. Веднаш почна лицитацијата за тоа кому да му се даде довербата. Дел од контролорите на квалитетот на пазарот самите велат дека немаат доволно податливи понудувачи со кои може да се задоволи побарувачката и дури екзактно во проценти ги изразуваат податоците. Добре, ја не би купил кола од 80% од народот. Да, меѓутоа на крајот господинот кажа дека Не поради политички разлози. Продавачите сметаат дека секогаш треба да се има предвид издржливост, иако имаат отприлика иста километража со конкуренцијата. Нивниот последен возач смета дека тие ги имаат 4 гуми со кои најудобно може да се тркала преку Софија до Брисел. Впрочем, тоа е кола која што вреди да се има. Од друга страна што имате? Имате кола направена од стиропор која што никој не би ја купил. Тие пак што имаат намера пак да го освојат пазарот, ама прескокнувајќи го коридорот 8. И натаму не сакаат да ги откријат своите адути, па и покрај прозивката да обелоденат својата понуда. И натаму се обидуваат себе си да се представат како консултанти, а не како креатори. Јас како машински инженер на студиите сум ги положил предметите како што се моторни возила и возила со внатрешно согорување со највисока оцена 10. И доколку некој му е потребен мој совет какво патничко моторно возило да купи, устојам на располагање. Нејаснотиите околу начинот на кој треба да се избере со кое возило ќе треба да се продолжи напред, сепак се обврска на македонските купувачи, бидејќи стандардите на американскиот пазар се различни. If they say, I have a better offer, but I'm not going to tell you what it is, you wouldn't buy a car from that person. So I don't think you should vote for them either. But that's a choice for the voters here. I'm not voting here. People can choose what they want. И на крајот, кога веќе се е јасно, следува изјаснување. Па, оно што можам да се согласам со изјавата на почитуваниот гостин е дека тој не гласа во Република Македонија, туку гласаат граѓаните. Изборот на автомобили во Македонија и во Америка и секаде е ист. Посакувана варијанта е да биде убав и удобен, а ефтин, издржлив и со помала потрошувачка. Ама ништо не е поважно од тоа тој да може да допатува до зацртаната, до посакуваната дестинација.